50 програмски содржини ќе има на фестивалот Скопско лето 2018, кој традиционално ќе се одржува од 21 јуни до 31 јули. Ќе биде отворен в четврток на Светскиот ден на музиката со концерт на музичари од Израел во Македонската филхармонија. Ден потоа ќе гостува Хрватскиот театар со крал Ричард III, а на 23 јуни публиката ќе ја забавува Елена Томашевиќ. Организатор на Скопско лето е Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје, а и оваа година фестивалот е поддржан од градот, Министерството за култура и од странски културни центри и амбасади. Директорот на Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје Никола Глигоров денеска на пресконференција рече дека се задоволни што Скопско лето обстојува 39 години на културната мапа на главниот град, но и на државата. Соопшти дека и годинава основата на програмата се домашни музички уметници и ансамбли, како и млади уметници кои допрва зачекоруваат на сцената. Основата на програмата на Скопско лето и оваа година се сочинуваат домашните уметници и ансамбли, националните институции од како што е Македонската опера и балет, Македонскиот народен театар, Драмскиот театар, театарот од Велес и така натаму ансамблот танец, поедини уметници, но исто така дел од Скопско лето ќе бидат и млади уметници кои што допрва зачекоруваат на сцената, би рекол, па до оние најмладите, до децата, што значи дека Скопско лето и на овој начин покажува својата широчина, својата отвореност за сите оние креативни сили, би кажал, во нашиот град, во нашата држава и пошироко. Утре вечер во НЛБ галеријата ќе биде отворена изложба на Владимир Темков, потрага по смислата на ликовноста во соочувањето со убавината на природата. Нудиме навистина атрактивна, интересна, разновида, квалитетна програма. На сето тоа ја би додал уште еден момент кој што со години наназад го негуваме на самото отворање. Тоа е да уште на самата таа вечер покажеме дека Скопско лето е разновидно во своите содржини. Па така и оваа година покрај она официјално отворање на 21 со концертот на уметниците од Израел, посветувајќи го отворањето на музиката, затоа што на тој начин го одбележуваме Светскиот ден на музиката, секако и првиот ден на летото. На тоа ја приклучуваме и изложбата на Владимир Темков, која утре вечер ќе биде отворена во НЛБ галеријата. Значи традицијата да самото отворање на манифестацијата биде збогатено со разновидни програмски содржини ја задржуваме и оваа година. И годинава ќе има атрактивна и квалитетна програма со речиси 50 програмски содржини, театарски представи, концерти од различни жанрови, програми за деца, десетина изложби со домашни и со ликовни уметници од странство, промоции на книги, а ќе ја има и редовната филмска содржина Кафе кино со проекции во Сулијан. На пресконференцијата денеска беше промовиран и водич за Скопје на англиски јазик, Guidebook Скопје, на издавачката куќа Љубовта е петиот елемент.